Да, од утре стартува системот Безбеден град, опомените се заменуваат со казни. Камерите и радарите ќе ловат несовесни возачи во Скопје, Куманово и Тетово. За почеток клучни се 4 прекршоци. Лицата зад воланот ќе мора да ја прилагодат брзината согласно сообраќајните правила. Ќе се санкционира и поминување на црвено, нерегистрирани возила како и неправилно паркирање. Возачите кои ќе направат прекршок ќе добијат SMS порака или имејл пошта со извештајот за платен налог. Казните зависно од прекршокот ќе се движат и до 500 евра, но и забрана за управување на возилото. На оваа тема поразговаравме со портпаролката на секторот за внатрешни работи Куманово, па предлагам да погледнеме делот нејзината изјава. Во иднина е предвидено надоградување на системот и поставување на нови камери и функционалности на камерите за детектирање на сообраќајни прекршоци. Доколку граѓанинот смета дека не го сторил прекршокот, има можност да покрене постапка пред судот за прекршоци, при што МВР ќе ги достави сите докази со кои располага и судот е надлежен да се произнесе за исходот од постапката. Куманово е еден од градовите каде што стартува овој систем. Граѓаните очекуваат дека ќе се врати сообраќајната култура, меѓутоа дел од нив со забелешки за селективна примена само во 3 градови, како и за превисоки казни. Сепак статистиката покажува дека е неопходно воведување на оваа мерка, бидејќи согласно анализите лани биле регистрирани, биле изречени дури 889 платни налози во најголемата општина во државата за управување на возило со брзина поголема од дозволената, над 1000 за недозволено паркирање, 29 за црвено светло, како и 364 за нерегистрирани возила. Да ја погледнеме анкетата. Цела Македонија да има, не само Куманово. Но неопходно ли е за да се научиме на почитување на правила? Треба да има, треба да има. Слабо, нема почитување, али па... Се возили пребрзо? Па има превор за воžnја, да, има нешто. А редно е да се стави некој ред. Еве деца, стари луѓе по пешаци по ова прави се 300 чуда. Ама не се почитуваат. Ни овдека, ни у Скопје, ни. Казните со ептен големи. Требаше први пат опомена да ги опоменуе и да се освести. Луѓе треба да се освести за тој и да ги почитуе правилата. Сообраќајните знаци, да ги почитуват брзината. Безбеден град ќе се шири и во останатите градови низ државата. Надлежните најавуваат дека од месец до 2 ќе бидат поставени возила со камери кои што исто така ќе бидат приклучени на самиот систем и ќе детектираат прекршоци. Целта на оваа мерка е секако овозможување безбеден сообраќај и намалување на самите прекршоци, нешто што веќе е евидентирано откако започна пробниот период од самиот систем Безбеден град. Студио.